Петок 12 декември, кратки вести во 12 часот. Охридски водовод со 6 милиони евра краткорочни обврски. Струшкото јавно предпријатие за водовод и канализација по истиот основ должи 6,5 милиони евра, а јавното предпријатие Охридски комуналец со загуба од 597.000 евра, покажуваат податоците од последното истражување за долговите на локалните јавни предпријатија на Центарот за граѓански комуникации за 2024 година. На ниво на држава 126 од 128 локални јавни предпријатија забележале вкупен долг од 193 милиони евра. Дури 40 од 100 од вкупниот долг го направиле само 10 од нив. Освен скопските предпријатија, меѓу 10 најголеми должници се вбројуваат и водоводите во Охрид и Струга. Младиот охриѓанец Наум Смилевски е ученик во втора година во Општинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски и од Малиновзе покажува интерес за електрониката. Можам да кажам дека спиев со каблите наместо играчки, барав да ми се купува нешто поврзано со електроника, вели тој во интервју за Супер Радио. Додава дека талентот го наследил од неговите татко и војко. Уште како основец изработувал сложени електронски кола, а интересот за електроника продолжува и сега. Голем практичар е и секогаш се надпреварува со проект модели. Зад себе има бројни учества на надпревари, од каде речиси секогаш се враќа со први места. Најновото е признанието на годинашното издание на Макинова за млад иноватор. Откако предходно ја финишира првата етапа од Португалија до Канарските острови, стружанецот Ердал Лушо го започна главниот дел од легендарната трка Светски предизвик на Атлантикот. Заедно со останатите учесници ќе пловат сами во обид да го преминат Атлантикот од Португалија до Карибите. Најверојатно ќе пловиме околу 30 дена и ќе биде забавно, порача Ердал на социјалните мрежи пред трката. Според последните информации, тој соопшти дека направил мали поправки на спојките на соларните панели и се подготвува за викенд со силни ветрови и бранови. Лушо е меѓу 8 учесници кои успеа да ги поминат елиминациите за учество на овој предизвик. Времето денес сончево и релативно топло со мала до умерена облачност. Дува слаб до умерен северозападен ветер. Максималната температура во Охрид до 11 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.